Здраво, добро уште едно видео, каде што ова видео ќе решаваме задачи кои се поврзани со масен удел. Така, сега. Пред да почнеме да решаваме задачи, како во минатото видео со задачи, прво ќе поставиме што е тоа масен удел со цел подобро да ги разбереме задачите. Сега, освен за тоа што ќе збориме за масен удел, ќе го користиме масниот удел со цел да ја определиме исто така и молекуларни формули на дадени, значи молекуларна формула на дадени молекули. Сега прво што да направиме разлика помеѓу молекуларна и емпириска формула. Например, ако земеме една молекула како H2O и да речеме дека ова е нејзината молекуларна формула, нејзината емпириска формула би била повторно иста, би била H2O. Сега на овој начин не можеме да сватиме која е разликата помеѓу емпириска и молекуларна. Затоа ќе воведеме нови молекули. Значи ќе ја воведам молекулата N2H4. Сега, тоа е молекулската формула на таа молекула, додека емпириската формула всушност би била NH2. Сега, што направи? Всушност ги кратиш бројот на атоми од дадено хемиско соединение во дадената молекула со најмалиот број на атоми. Например, од дека всушност кратам со 2. Така, значи 2 делено со 2 всушност ќе стане 1, 4 делено на 2 ќе стане 2. Или пак на друг начин, како би можеле да го запишеме ова е дека NH2 всушност е N на N-та со H на 2N. Така, главното што треба всушност од претварање во молекулска во емпириска е да се задржи соодносот помеѓу бројот на молекули. Значи тука имаме 2 спрема 4. Овдека имаме 1 спрема 2. Соодносот 2 спрема 4 и 1 спрема 2 е всушност еднаков. Всушност емпириската формула представува сооднос во кој што ќе имаме најмали вакви цифри. Така, да видиме друг пример, и доволно мислам дека ќе биде, например молекулата на глукоза C6 H12O6. Така, тоа е молекулската формула, додека емпириската формула всушност е CH2O. Бидејќи гледаме, овдека соодносот бил 6 спрема 12 спрема 6, овдека е 1 спрема 2 спрема 1. И повторно тоа е исти сооднос, едноставно овдека всушност ќе скратиме со најмалиот број, што е 6, и добиваме 1, 2, 1. Така, односно добиваме емпириската формула. И на тој начин тоа е разлика помеѓу емпириски и молекуларни формули. И со помош на масениот удел некогаш ќе успееме да добиеме молекулската формула на дадено соединение, ако ни е познат масениот удел. Сега пак да видиме што е масен удел. Прилично самото име ни кажува што е масен удел. Значи го бележиме со W. И всушност масениот удел представува еден вид процент на дадено соединение во некоја си молекула во однос на масата на тоа соединение. Сега може да звучи конфузно, но еве да земеме пример. Иначе масениот удел, пред да земеме примери, може да се одредува само на молекули или формуларни единки, кои се всушност ионски молекули, кои што имаат барем две различни супстанции, два различни атоми. Така, не може да биде молекула која е, например, H2. Значи, не можеш ти на H2 да одредуваш масен удел. Зашто кога определуваме масен удел, определуваме удел на одредено соединение наспрема друго. Така, во дадена молекула. Например, кај H2, масениот удел на H е еднаков на 100%. Нема масен удел, едноставно целото е H2. Или пак O2. Така, масениот удел на кислород е еднаков на 100%. Или може да се бележи како процент, или може да се бележи како 1. Така што, масен удел можеме да определуваме само кај молекули кои што имаат барем две различни супстанции, два различни атоми. Сега такви се например H2O, N2O, CO2, C6, H12O6 и така натаму и така натаму. Значи сите молекули кои имаат барем два различни атоми. Сега ќе го пресметаме масениот удел. Например, ќе го пресметаме масениот удел на водород во молекулата на H2O. Значи, масениот удел на H всушност представува колкав процент од масата на H2O завзема H.
Сега, за да видиме колкав процент од масата на H2O завзема H, први треба да видиме масата на H2O. Така треба да видиме масата на H2O и рачунаме дека имаме 1 мол од субстанцата. За да бидат полесни пресметките. Масата на H2O, ако имавме 1 мол, всушност би била имаме релативната атомска маса на H, која е 1, имаме две молекули, да земам со друга боја всушност, значи која е 1, и бидејќи имаме две молекули, два атоми на H, тоа е плюс по 2, плюс релативната атомска маса на кислород, тоа е 16, и добиваме дека масата на вода е всушност 18 грама на мол. Да речеме дека имаме мол, да речеме дека имаме само 18 грама. Значи вкупната маса на молекулата вода е 18 грама. И ние сега треба да го најдеме масениот удел на водородот во таа молекула. Така, масениот удел на водородот е всушност овој овдека. Така, кој е еднакво на 2 грама. Така, значи ова овдека, ако го сумирам, ајде вака малце надоле, всушност произлегува дека е 2 грама. Така, 2 грама, кислородот си беше 16 и вкупно имавме 18. Добро, сега, јас всушност треба да најдам колкав процент, така, колкав процент е 2 грама од 18 грама. Сега, како ќе најдам колкав процент од вкупната маса завзема водородот. Иначе, забелешка само, кога бележиме вака водород, значи ние нели бележавме масен удел на водород, мислиме на сите водороди кои се наоѓаат во дадената молекула. Значи не мислиме само на еден водороден атом, мислиме на сите водородни атоми. Можда е вака е H2O, па после овдека има пак нешто HCl и за тој водород се мисли. Значи се мисли за сите водороди кои ќе бидат внатре во молекулата. Добро, ајде сега да пресметаме колкав процент всушност 2 представува од 18. И ова можеме да направиме на различни начини. Например, еден начин би бил 18 да го поделиме со 2, тоа всушност е 9, така, значи 2 всушност представува 1/9 од вкупното соединение. Ако представува 1/9, всушност можеме да направиме од тоа 100% да го поделиме со 9, што се добива, сигурно на десно, 11,11%. Така. Или пак друг начин е првин да видиме колку е 1%. Зашто знаеме дека 18 грама се 100%, така не можеме да имаме маса за 100%. Мислам, можеш да имаш, ама нема логика се пресметува. И да видиме колку е 1%. Зашто 18 се 100%, за да знаеме колку е 1%, 18 треба да го поделиме со 100. И се добива 0,18. Сега, ако 0,18 е еднакво на 1%, сега да видиме колку проценти се 2 грама. Во тој случај 2, ќе го поделиме, со 0,18 и се добива 11,11%. Значи, тоа значи дека масениот удел на водород во молекулата на вода е 11,11%. Сега ќе прашам колку е тогаш масениот удел на кислородот. Така, колку е масениот удел на кислородот? Па всушност тоа е 100. Така, зашто рековме дека ова всушност е 100. 100 минус 11,11. Така, значи 100 минус 11,11, што е еднакво на 88,89%. Значи, толкав е масениот удел на кислородот. Вака нека иде наваму стрелката. Значи, кислородот зафаќа 88,89% во однос на масата, додека водородот зафаќа 11,11% во однос на масата. Ајде ова сега на некој начин да го визуализираме како би изгледало. Ако би го направиле, не знам кој вака со топки во простор. Така да речеме дека ова овдека е 100%. Така. Сега збориме за молекулата на вода која е H2O. H2O
нека биде H со жолта боја. Кој што почнавме, имаме 2 H атоми. Значи ово е едниот, ово е другиот. Така. Додека остатокот е вода, бидејќи остатокот е кислородниот атом. Кислородниот атом е многу поголем атом. Така. И всушност 88,89% од масата зафаќа кислород, додека ова вдека е всушност 11,11%. А вкупното си е всушност 100%. Така, вкупното е 100%. Или пак ако го визуализираме со топчиња, што обично атомите си ги замислуваме како топчиња, имаме 2 водороди кои се мали и имаш еден кислород кој е голем. Така. И всушност ако ја мериме масата на ова соединение, ова ќе биде нели 88,89%, ти ќе биде 11 вкупно 100. Добро, тоа е кога збориме значи за масен удел. Кога збориме за масен удел, гледаме колкав процент од масата на дадено соединение зафаќа дадената молекула. А што кога збориме за количествен удел? Ако зборивме за количествен удел, во тој случај молекулата на H2O, повторно ќе се вратиме на H2O, кај молекулата на H2O, водородниот атом всушност зафаќа 66,66%, додека кислородниот атом зафаќа 33,33%. Значи, кога збориме за количествен удел, кој нема сега да решаваме значење, односно само го спомнувам, збориме за бројот, односно количеството на молекули, бројот на атоми спрема друг број на атоми во даденото соединение. Значи, овдека вкупниот број на атоми е 3, така, 2 водороди и 1 кислород. 3. 2 се водороди, 1 е кислород. Сега 100 ако го поделиме со 3, добиваме 33,33. 1 по 33,33 се добива тоа, 2 по тоа се добива ова. И затоа, при мерење на количествен удел, важен е само бројот на атоми кои ја градат дадената молекула. Но добро, тоа се само го спомнувам количествениот удел, нема решаваме задачи сега со количествен удел, но тоа се направи некој разграничување. Значи масен удел е процентот на маса која зафаќа дадената супстанца во дадената молекула, додека количествен удел е едноставно бројот на атоми во однос на вкупниот број на атоми. Добро, тоа беше воведот за масен удел и сега ќе почнеме да решаваме задачи, ќе разгледаме формули и така натаму и така натаму. Добро, како што решаваме ќе ви стане појасно. Значи сега во првата задача дадено ни е дека релативната молекулска маса и мер на соединението NH4 NO3 е, мислам ова може да се види да се пресмета од периоден систем, но дадена ни е дека е 80,06 грами на мол. Додека релативната атомска маса на азот е 14,01 грам на мол. И тоа наш сега што ни се бара е да го најдеме масениот удел на азот во даденото соединение. Значи тоа е еднакво на прашање. Сега, пред ќе ја решиме дека ќе измозгаме, па после ќе ви даваме на формула која може да се применува. Значи гледаме првично да видиме колку атоми на азот имаме во горното соединение. Ева го само да ги запишам на страна. Значи имаме NH4, NO3. И да видиме колку атоми на азот имаме тука. Значи имаме 1 атом на азот, 2 атоми на азот. Сега, знаеме дека вкупното соединение тежи, да речеме дека имаме 1 мол, 80,06 грами. Така, еден азотен атом тежи 14,01 грам. Но ние имаме 2 азотни атоми. Така, ќе потенцирам со портокалова боја. Значи идеме по 2, бидејќи еден тежи толку.
Ама ние имаме 2. Значи тоа ќе биде еднакво на 28,02 грами. И сега тоа што треба всушност да го направиме е да најдеме колкав процент од вкупното е 28,02. Значи ова овдека е 100%, така. Ако тоа е 100%, ова колкав дел од тие 100% зафаќа. Сега за да знаете колкав процент всушност зафаќа, може да користите три начини. Значи првиот начин би можел да биде да земеме 80,06, да го поделиме со 28,02, да видиме колку е односот помеѓу нив, како дропка, и тоа искача дека е 2,857. Значи 2,857. И сега всушност да земеме 100%, ама се кидам на страна, да земеме 100, да го поделиме со 2,857 и тоа што се добива е 35%. 5%. Друг начин е, например, да се земе, бидејќи знаеме дека 80,06 е 100%, да видиме колку е 1%. За тоа да го направиме, ќе земеме 80,06, ќе го поделиме со 100, така, и ќе добиеме дека тоа е 0,8006 грами, еднакво на 1%. Тоа е 1%, така. Значи ова целото, ќе направиме, сега е 1%. И сега кога знаеме колку е 1%, само ќе ги поделиме овие 28,02 грами, ќе ги поделиме со 0,8006 грами. И тоа што ќе се добие е всушност колку проценти имаме. Што искача на 35. Всушност искача 34,999, ама нема врска. 35%, зависи колку децимали ќе земе. И последниот начин што ќе биде сличен како формулата е всушност да земеме ова 28,02, да го поделиме со 80,06, при што се добива 0,35. И сега за да го добиеме процент, едноставно го множиме по 100, значи по 100, и се добива 35%. Значи масениот удел на азотот во соединението NH4NO3 е 35%. Што дека ќе запишеме дека масениот удел е 35%. И со ова сакам само да видите дека постојат повеќе начини да се реши скоро секој проблем. Значи, зависи од која перспектива го гледате. Јас сум ги користел сите од овие, зависи на кој ќе ми текне прв. Така. Добро, и повторно, кога ќе добиете некој одговор, видете дали има смисла тој одговор. Така, значи, за ова зборев во претходното видео кога решавме задачи, видете дали има смисла. Значи, 35% има смисла. Бидејќи е нешто повеќе сорно од 1/3. Инаку, формулата со која можете да решавате даден масен удел, која ви се бара, например, го имате соединението X, Y, Z. Така, не е битно. И вие се треба да најдете масен удел на X. За да го најдете масениот удел на X, всушност стигате вака. Сега, ево дека ќе ставам некои стихиометриски коефициенти и основно броеви на атоми, значи ќе ставам I, ќе ставам W и ќе ставам Y. Така, тоа ни означава колку броеви на атоми имаме од секоја лафа. И сега, за да го пресметаме, W од X, основно масениот удел, всушност иде и така по AR од X врз MR од X, Y, Z. Така, овдека нели со И, W, Y. Сега со зелена боја. Сега може да го избунив со ова што користам X, Y, Z, нема врска, значи тоа се placeholderi, наостанно таму стојат, може да се заменат со кое било друго соединение. Или повторно, вака ќе ја напишам. X, W, Z. Повторно ја запишувам зашто таму имам повторување, да не разбуни.
кои си имаат одреден број на атоми, нели како овдека као што имаме 4, имаме 3, гледате горе. Или нели кај H2O си имаме одреден број на атоми се бележени. Ќе бележиме тука N и која буква овдека да ставиме, не знам, W. Така. Сега, ако сакаме да пресметаме масен удел, да речеме сега на Y, така, тоа ќе биде еднакво на I по релативната атомска маса на Y врз релативната молекулска маса, моларна маса на X, нели овдека N, Y и Z W. Али повторно, значи кога кажам некоја формула, не е тоа крајно правило, не морате да гледате формулата како што овдека ви покажав. Може проблемот да се речи едноставно само со мислење. Значи не мора да се користат некакви си формули. Но добро, обично убаво е да се памтат пример формулите за тестови, бидејќи на факултет треба многу брзо да решавате, бидејќи нема доволно време се да се реши. Мислам, има време се да се реши, ама нема време да го мислиш кој знае колку, и затоа добро е кога си имаш формула и за. Ајде сега да решиме втора задача. Дека запишеме задача број 2. И во задача број 2 ни кажуваат дека се направило некаква си химиска анализа на некој си непознато соединение и го анализирале тоа непознато соединение, одредиле дека се состои од 37% јаглерод, значи масениот удел на јаглерод бил 37,58%. Го одредиле масениот удел на водород, кој бил 12,48%. И го одредиле, всушност остатокот е на кислород, така. Остатокот кислород кој ние ќе си го пресметаме, тоа ќе му дае 100 минус 37,58 минус 12,48, што доаѓа дека е всушност 49,94. Аха, сега. Некој ќе се рече, добро, и што е задача? Да не се сите масни удели, што ќе правиме со ова? Па ние сега од овие масни удели од нас се бара да одредиме емпириската формула на соединението. Значи знаеме дека има С атоми, знаеме дека има Х атоми, знаеме дека има О атоми. Така, ама кои се овдека броевите атоми? Така, N, X, Y. Така, кои се тие броеви? Која е емпириската формула на ова соединение? Сега некој на прв поглед онака ќе си рече, добро да речеме дека имаме 10 атоми се на се, и ова е отприлика пола, значи ќе бидат 5 атоми, ова е отприлика 3, нешто, значи ќе бележиме дека има 3 атоми или нека бидат 4 атоми, ова нека биде 1 атом. Така. Ама всушност многу лесно се заборави, кога се гледат процентите, дека атомите тежат различно. Така што, например, сега правам некои општи пресметки, например, кај водородот, кој тежи 12% од вкупното соединение, кој тежи всушност многу малце, ние можеме да имаме многу атоми. Например, можеме да имаме 20 атоми, кои што ќе тежат исто како, не знам, 10 атоми од јаглерод. Нормално овие не сум ги пресметали, однака требам ко произволни бројки колку се доли идејата. Или пак тоа може да тежи колку 5 или 50% од вкупна маса исто може да се 10 атоми на кислород. Така зашто кислородните атоми се уште потешки. И ако зафаќаат 50%, они се големи атоми. Така што може имаш помал број. Сега, како ќе најдеме кој е бројот на атоми во однос на секое хемиско соединение, во однос на секој хемиски елемент? Најлесен начин тоа да го направиме е всушност да речеме дека целото ова соединение има маса од 100 грама. Значи ние тоа го земаме како предпоставка, ама таа предпоставка не ја решава задачата. Зошто? Викаме дека целото ова соединение има маса од 100 грама. Ако тоа целото соединение има маса од 100 грама, тоа значи дека масата на јаглерод ќе биде 37,58 грами, масата на водород ќе биде 12,48 грами и масата на кислород
ќе биде 49,94 грами. Сега, кога имаме колкава е масата на секој од овие, можеме лесно да утврдиме колку атоми има, со тоа што нивната маса всушност ќе ја поделиме, со нивната релативна атомска маса. Значи за С релативна атомска маса, за Х релативна атомска маса за кислород. Сега ова да го подсредиме малце, всушност би го напишале на следниот начин. Значи овие ќе ги донесам непознатите надоле. Ги запишам дека N спрема X спрема Y е еднакво на масата на С врз релативната атомска маса на С спрема масата на Х врз релативната атомска маса на Х спрема масата на кислород врз релативната атомска маса на кислород. И сега всушност, ако ги внесам бројките овдека, ги искочи, си положам со истата боја, N спрема X спрема Y, значи само ќе ги внесам бројките и ќе пресметам, не мора тоа да се намараме, ова ќе дојде 3,129 спрема, го тргам молот, значи овдека ќе остане мол, бидејќи нели овдека ќе имаме грам на мол, овдека ќе имаме грам, ќе кратиме грам со грам, ќе дојде мол, ама не ни треба мол бидејќи пресметуваме број на атоми кои ќе го запишеме нели во долниот дел на хемискиот елемент, не ни е потребна таа мерна единица, дека ќе запишеме 12,38 и ова ќе искочи 3,121. Сега, кога ги добивме овие бројки, очигледно е дека има некаков си проблем. Така, ние кога ќе го запишеме хемиското соединение С, нели, ХО, не можеме да запишеме С дека имаме 3,129 атоми на С, дека имаме 12,38 атоми на водород и дека имаме 3,121 атоми на кислород. Значи нема смисла, атомите не доаѓаат у малечки делчиња, тие доаѓаат како цели. Така не можеш да го сецкаш атомот. И сега зошто тогаш ги добивме овие бројки? Така, ако се си правиме правилно, зошто ги добивме овие бројки на нецели атоми, бидејќи знаеме дека атомите доаѓаат како цели делчиња. Тие бројки се добиваат бидејќи едноставно имаме грешка во мерењата. Значи пред која мериле масата, ние рековме дека добро, ајде тоа што земавме предвид дека целото е 100 грама, тоа не прави проблем. Него рековме дека е 37,58. Ама таа сигурно не завршува таму, таа е 37,58,6,7 9, 9, 1, 2, 3, Имаме многу атоми, значи ти не можеш да заокружиш масата на супер точен број и затоа ние взимаме 37,58. Иначе ако идеме до последната децимала, напишеме едно 40 децимали натаму и истото го направиш за сите овие, ова речеш дека е 12,4, 8, 5, 7, 7, 3, 2, 1, и ова речеш дека е 49,. И ги напишеш сите децимали до крај и од кога ќе го направиш тоа, тие ќе ги претвориш се во грами, така. И после кога ќе ги поделиш овдека со релативната атомска маса и релативната атомска маса да земеш до одредена децимала, например за јаглерод е 12,01. Ама не е баш 0,1, него тука е 1, 1, 2, и сите тие вредности кои ги земеш до многу голема децимала, ќе добиеш цели броеви. Значи нема да добиеш овдека 3,129, него ќе добиеш 3. Нема тука добиеш 12,38, ќе добиеш 12. Тука ќе добиеш исто 3. Сега, како го средиме овој проблем? Едноставно, всушност, ги заокружуваме на најголемите, ги заокружуваме на цели броеви. Ама за да добиеме емпириска формула која ќе биде со најмалите вредности, бидејќи ако запишавме само дека C3, H12, O3, ова е всушност молекулска формула, така? Нас во задача да се бараше да најдеме емпириска формула. Па ако бараме емпириска, всушност тоа целото ќе го поделиме со 3. Така? И тоа што ќе се добие, ќе биде C, H4, O. И ова е решението. Ова е емпириската формула на непознатото соединение.
Сега, клучниот чекор во решавање на оваа задача е всушност правењето на претпоставка дека вкупната маса на примерокот кој го анализирале било 100 грами. Иако тоа не ни беше дадено. Ама тоа не е некаква си лоша претпоставка, ти можеш да речеш колку било дека, ти можеш да речеш дека е 1000 грами. Така кога ќе поделиш, ти повторно ќе ги добиеш овие односи. Повторно ќе бидат еднакви односи. Нема да бидат исти бројките, овдека нормално, зашто 1000 кога ќе поделеше, всушност за прика ќе се поместеше тука. Така ќе беше 123, ќе беше 31, немаше да биде 3, ќе беше 31, немаше да биде 12, ќе беше 123. Но односот ќе беше еднаков, така и кога ќе го скратевме со најмалиот, повторно ќе стигнавме до ова решение. Сега ние што го земавме дека вкупното е 100 грама, така дека примерот е 100 грама, е едноставно ко удобен број. Така, удобен број за работа, ти можеш да земеш дека е 320 грама, нема врска. Ама со 100 најлесно се работи, затоа земаме ко предпоставка дека примерот бил 100 грама и решаваме по начинот кој што сега решава. Океј, сега ќе решиме уште една задача која ќе биде слична на оваа, само што ќе има една мала разлика. И задачата гласи вака. Ќе да земам оваа боја. Анализирале некое органско соединение и добле следните резултати. Значи имало масен удел на јаглерод кој бил 61,16%. Исто за водород, масениот удел за водород бил 6,12%. И остатокот до 100% бил кислород. За кислород повторно ние ќе си го пресметаме како што си го пресметавме преска. Односно 100 минус ова на С минус масениот удел на Х, што доаѓа дека е всушност еднакво на 32,72%. Добро. Сега, тоа ни е дадено. Сега, дадено, за разлика од минатата задача, исто ни е и релативната молекулска маса на соединението, на кое треба да најдеме емпириската формула, значи CX HY O Z, и неговата релативна молекулска маса е 196,21. Сега постојат два начина кои се релативно слични да се реши ова. Првиот е да предпоставиме повторно дека масата е всушност 100 грама и да идеме како во минатата задача, така што ќе добиеме некои цифри за X, за Y и за Z, да речеме, сега лупам бројки, 3, 5, 3, нема врска, и после тие бројки всушност да ги помножиме по 1,9621 и ќе добиеме точен резултат. Но наместо тоа да го правиме, ние ќе си идеме директно од масата која ни е дадена за соединението и ќе предпоставиме дека имаме 1 мол, за да си работиме со 196 грама, и да видиме како ќе ја решиме. Ако некој има идеја, нека си ја реши. И сега ќе започнеме. Првин, да видиме колку грами, значи ако една молекула, 1 мол од субстанцата, има толку грами, така 196,21 грами, да видиме колку грами всушност зафаќа С, колку зафаќа Х, колку зафаќа О. За тоа да го направиме, ќе видиме ако ова 196,21 грам е всушност 100%, така, да видиме колку грами е 1%, така ова е X. За тоа да го направиме едноставно 196,21 ќе го поделиме со 100 и ќе добиеме број, значи ќе го поместиме тоа 2 налево, ќе добиеме 1,9621 грами. Значи толку грами соодветствуваат на 1%. Така, сега, кога имаме дека толку грами се 1% од соединението, а ние ги знаеме процентите на масениот удел на секој од елементите, ние сега можеме да пресметаме, односно да видиме колку е масата на даденото соединение за С. Тоа ќе биде еднакво на W од С по ова, 1,9621. Така,
Сега, ако ги заменам бројките, всушност ќе добијам дека ова е 61,16 по 1,961, што е еднакво на 120. Пишеме 120. Значи, вкупното соединение 120 грама отпаѓаат на јаглерод. Да го направиме истото, пример за водород, на Х, ќе биде еднаква на 6,12 по 1,9621 и тоа ќе биде еднакво на 12,18. И за крај ни остана масата на кислород, која можеме да извадиме индиректно од 196, ама ако ќе се пресметаме, која е еднаква на 32,72 по 1,9621. Значи, како што реков, можеме од тоа 196 да го одземеме 120 и да го одземеме 12 и ќе добиеме масата. Ама ќе го пресметаме за да бидеме константни. И ова ќе дојде 64,19. Повторно, ја можам повеќе децимали ја земам за да искочат точни бројките. Зашто овака кога ќе помножам искача дека збирот на сите овие, искача дека, не знам за една боја, значи овие сите ако ги соберам, искача дека е некаде 196,35. Значи за 0,1 имам утнато, ама не е голем проблем, ако земам повеќе децимали ќе искочи поточно. Сега, од кога ги имаме масите, ќе идеме како во минатата задача, односно x спрема y спрема z е еднакво на 120 врз молекулската маса на јаглерод е 12,01 спрема 12,18 врз молекулската маса на кислород на водородот е кец спрема 64,19 врз молекулската маса на кислородот е 16, односно атомската маса, не сте молекулите, се атоми. Така што од тоа добиваме броеви кои ќе заокружам на скоро целни броеви. X спрема y спрема z е еднакво на 10 спрема 12 спрема 4. Односно се добива формулата, вака ќе ја запишам на страна, се добива C 10, H 12 и O 4. Сега не можам да ги делам со 4 сите, бидејќи 10 не можеш да го делиш со 4, ќе се добие некој нецел број. Можам да ги делам со 2, ама нема потреба, значи ова е точното. Но ако ги делам например со 2 ќе добие C5, H6 од 2. И ова е било најниско што можам да одам. Не можам пак да ги делам на 2, бидејќи петката ќе биде 2,5. Не може да имаме 2,5 јаглеродни атоми. Значи оваа задача беше слична како минатата, само што не претпоставивме дека имаме 100 грама, него ни беа дадени дека имаме 196. Требаше да најдеме колку грама се тоа во однос на процентот кој ни беше даден и пресметавме. Добро, ја решивме таа задача. Сега ќе идеме на наредна задача каде што повторно сега ќе пресметуваме масен удел наместо вака бараме формули. Сега, нареднава задача гласи да го пресметаме масениот удел на калциум и на кислород во калциум сулфат хемихидрат. Сега да запишам. Значи, треба да пресметаме, која е ова, не знам, пета или четврта задача. Не е битно, ќе пишеме пета, не ми текна која е. Треба да пресметаме масен удел на калциум и треба да го пресметаме масениот удел на кислород. Тие треба да ги најдеме во хемиското соединение калциум сулфат хемихидрат. Сега. Калциум сулфат хемихидрат. Сега вака изгледа интересно и чудно. Бидејќи некој се рече како можеме да имаме пола молекула вода. Не може да имаш пола молекула вода. И точно не може да имаш пола молекула вода, бидејќи вистинското всушност за ова е калциум сулфат со 4, вака по 2 по H2O.
Сега ова ни всушност ова го делиш со 2, така и тоа што се добива ова дека двојка се крати, и всушност една молекула на ова се крати, добиваш 0,5. Сега нормално не можеш да имаш 0,5, едноставно така опишуваме за да биде по едноставно. Односно, така се запишува со цел да се долови односот во кој идат молекулите, односно за секоја една молекула на калциум сулфат идат 0,5 молекули на вода. Или пак тоа исто може да кажеш дека за секој две молекули на калциум сулфат одговара една молекула вода. Сега без разлика дали ќе земеш едното или другото соединение, решението пак ќе биде исто. Така, без разлика ако дека вкупната маса е например 10, ти ако го земеш кај што имаше, нели, кај што беше калциум сулфат, вака со двојката тука и кај што имаше една молекула вода, во тој случај масата ќе биде 20. Така едноставно ќе се дуплира, ама нема ти ги смени процентите овде како ќе ги добиеш, така ќе добиеш некој си процент. Процентот нема да се смени, иако масата е дуплирана, односот пак ќе остане исти. Така што нема врска која го користиш, но ние ќе користиме горната со цел да имаме помали бројки за полесно да се пресметува. Значи калциум сулфат, хемихидрат. Сега треба да се користи периодниот систем со цел да одредиме МР на оваа молекула. Значи ние сега треба да го најдеме МР на оваа молекула со цел да можеме да решиме задачата. И тоа ќе го направиме, тоа е всушност АР на калциум. Така, плюс АР на С плюс АР на кислород, само што пута 4. Бидејќи имаме 4 кислородни атоми. Аха, и плюс имаме овој пола кислороден атом, ама ќе го запишам накнадно колку да нема збунка. Плюс АР на водород. Сега имаме овдека H2, ама бидејќи имаме 0,5 по H2, всушност имаме како еден водород да имаме. Плюс АР повторно е кислород, само што ова ќе го поделиме со 2. Така. Добро, и се ова кој ќе собереме, ќе добиеме 145,14 грама. Значи ова не го решавам зашто едноставно ќе си видите од периоден систем, ова калциум е околу 40, сулфур е 32, кислород е 16 по 4, водород е 1, ова ќе биде 16 делено на 2, всушност ќе биде 8, како ќе се собере, 145,14, нормално сега не ги земам сите децимали. Сега знаеме релативната молекулска маса на целото соединение и ние треба да го најдеме масениот удел на калциум и масениот удел на кислород. Сега за да го најдеме тоа, треба да видиме која е масата на кислород и која е масата на калциум во вкупното соединение. Така, значи вкупното беше 145,14 грама и тоа е 100%. Така, масата на калциум, ќе запишеме тука поналево, на 100%. Масата на калциум во ова соединение, имаме еден атом на калциум, значи 1 по релативната атомска маса, тоа е 40,08. Се чита од периоден систем. Тоа е X проценти, не знаеме, тоа треба да го најдеме. И масата на кислород во ова соединение колку е? Значи тука имаме 4 кислородни атоми, кои се по 16. Така, значи имаме 4 кислородни атоми по 16. И овој тука еден кислороден атом, кој би поради ова 0,5 е всушност 16 делено на пола, што е 8, значи плюс 8, 4 по 16, 40, 4, 6, 24, 64 плюс 8, тоа е 72. Значи масата на кислород во соединение е 72 грами и повторно тоа не знаеме колку проценти, тоа е Y проценти. Сега повторно можеме да идеме по формула. Значи формулата за ова беше дел врз цело. Така, значи масениот удел на калциум ќе биде еднаков на всушност 40,08. Дали овдека требаше да стои бројот на молекули по релативната атомска маса, но тоа веќе го направивме врз 145,14, што е еднакво на 0,2761
што кога ќе помножиме по 100 за да добиеме процент, излегува дека е 27,61%. Така, исто тоа можеме да го направиме, значи, сега за кислород, наследниот удел на кислород ќе биде еднаков на 72 врз 145,14, што е еднакво на 0,496, добро, 0 овдека, таа не е битна. Кога ќе помножиме ова по 100, се добива 49,6%. Нормално вие не се собираат до 100, бидејќи не ги земавме предвид сулфур и водород. Нормално постои друг начин на решавање. Например, знаевме дека ова е 100 и можевме да направиме 145,14, да го поделиме со 100, така што ќе добиевме 1,4514 грами, дека е еднакво на 1%, и понатаму, например, 40,08, да го поделевме со 1,4514, и ќе добиевме процентот кој го добивме, колку беше 27, нешто, не знам што беше, 27,61, и исто можевме да направиме 72 делено со 1,4514, и ќе добиевме, колку беше тоа, 49 беше, 49,6%. Но добро, значи тоа е решението. Одека е решението, всушност ќе запишеме дека ова е 27,61%, а масивниот удел на кислород беше 49,6%. И така решивме задачата. И сега ќе идеме на една последна задача, која е, мислам, лесна. Значи оваа задача гласи вака, сега не знам, 6 или 5. И ќе решиме всушност две вакви, зашто се лесни, кога ќе сватите концептот, ќе си решите втората. Значи, некоја си субстанца, терпентинот е течна субстанца која се добива при дестилација на смолот бор, солна пара. Сега, во својот состав содржи алфа-пинеин. Значи, сега ние имаме оваа субстанца, алфа-пинеин. Сега, алфа-пинеинот, во него е пресметано дека имаме масен удел на јаглерод кој е еднаков на 88,23%. Така, значи 88,23%. И исто така знаеме дека внатре во оваа молекула, со портокалова боја, имаме 10 јаглеродни атоми, 10 С атоми. И од нас сега тоа што се бара е всушност да најдеме МР на алфа, колку е масата на 1 мол од таа субстанца, пресметана во грами. Сега, начинот на ова да се реши, може да си размислите како би ја решиле, но всушност е некако си практично. Значи, ова алфа-пинеин, не знаеме каква структура има, но знаеме дека хемиската формула има барем C10, така и тука има се некои соединенија XY, не е битно. Така, а барем има C10. Сега, колку ќе биде, и сега да речеме дека имаме 1 мол од оваа субстанца, колку ќе биде масата на овие 10 С атоми во 1 мол од таа субстанца. За тоа да го пресметаме, едноставно ќе видиме 10 по релативната атомска маса на С. Таа на С ја гледаме од периоден систем, но таа е 12, значи 10 по 12 тоа е еднакво на 120 грама. Значи во 1 мол од таа субстанца, С атомот зафаќа 120 грама. Ама ние не знаеме колку тежат, колка е масата на овие XY или кои да се, или Z. Не знаеме колку други атоми има таму. Но тоа што го знаеме е дека овие 120 грама представуваат 88,23% од вкупната тежина. Сега, ако го знаеме тоа, ние всушност можеме да пресметаме на следниот начин. Знаеме дека 120 грама представуваат 88,23%. Колку грама се 100%, или пак полесно прашање е да прашаме колку грама се 1%. За да најдеме колку грама се 1%, едноставно 120 ќе го поделиме со 88,23.
120 ќе го поделиме со 88,23 и се добива број кој е еднаков на 1,36 грами. Сега, знаеме дека 1,36 грами всушност е еднакво на 1%. Така, значи, тие овдека ќе запишеме. 1,36. Сега, ако знаеме колку е еднакво на 1%, едноставно само ќе помножиме ова по 100 и се добива 136 грами. И всушност тоа е решението. Најдовме колку е МР на алфа-пинеин. МР на алфа-пинеин е еднакво на 136 грам на мол. Ајде да решиме уште една ваква слична задача. Не е слична, всушност баш иста, само што ќе имаме други бројки. Значи стиренот, значи вака субстанца, стиренот е главна компонента производство на полиестерен материјал, што многу често ограничено се користи за топлна изолација. Сега, стиренот содржи 92,26% јаглерод. Така, масениот удел на јаглерод во таа субстанца е еднаков на 92,26%. И тоа не е познато. Исто така познато ни е дека внатре во оваа молекула имаме 8 јаглеродни атоми. Односно, хемиската молекулската формула на оваа молекула ќе ја запишеме како C8 и тука има нешто друго. Не знаеме што е. X, Y, Z, што и да е, не е битно. Али знаеме дека има 8 јаглеродни атоми. Колку изнесува сега МР на стиренот? Нас прашањето ни бара колку е МР на стиренот. Повторно, оваа задача може да се реши сами, но треба да видиме колку е всушност масата на овие 8C атоми ако имавме 1 мол од оваа субстанца. Тоа ќе биде 8 по 12, значи 8 по 10 е 80, 8 по 2 16, тоа што е еднакво на 96 грама. Сега, знаеме дека тие 96 грама, дека запишам дека на страна, тие 96 грама всушност представуваат 92,26%. Нас не прашува колку има во 1 мол од целосна субстанца, односно колку тежат 100%. Повторно, лесен начин за ова да го најдеме е да видиме колку тежи 1%. Така, за тоа да го направиме, всушност 96 ќе го поделиме со 92,26 и се добива број кој е еднаков на 1,04 грами. Значи тоа е еднакво на 1%. И ако помножиме по 100, всушност добиваме 104 грами. Значи, МР на стиренот е 104 грами. Нормално, ако земам повеќе децимали, ќе биде поточно, но окей. Се надам дека свативте како решам и како воопшто се решаваат овие задачи со масен удел. Понатаму, нели, ќе има задачи каде што ќе има количество субстанца, масен удел, едно друго, па ќе треба од еден вид формула во друг, па од трет, па да најдеш нешто четврто и така натаму и така натаму. Но добро, тоа беше се за ова видео. Видовме што всушност представува масениот удел, како се пресметува, како од масениот удел можеме да најдеме молекулска или пак емпириска формула, или пак во овие последнија два примера можеме да најдеме колку е масата на целото соединение, ако знаеме колку е маса на даден си дел од соединението. Тоа беше се за ова видео, се надевам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.